Добро утро. Ова е првото издание на емисијата 24 од Сесрце. Ке имате можност да не гледате секој работен ден од 9 до 10 часот наутро. Целта на емисијата пред се е да им помогнеме на сите оние на кои што им е најпотребна помошта, да ја покренеме свеста кај сите институции, да им помогнат на оние ранливи категории на луѓе на кои што навистина им е потребно тоа. Значи ќе разговараме со лица од различни здруженија, ќе имате можност да се јавувате и да прашате, да поставите некое прашање. Меѓутоа, она што е многу важно, повторно ќе споменам, а и понатаму во текот на емисијата, е да се покрене свеста кај сите луѓе и кај сите институции. Значи, пред се, прво ќе ги прочитам сервисните информација, потоа ќе ви ги представам и денешните гости. Денеска е среда, 128 ден во 2013 година. До крајот на годината остануваат уште 237 дена. Денот трае 14 часа и 16 минути. Во Скопје сонцето изгрева во 5 часот и 22 минути, а заоѓа во 19 часот и 38 минути. Месечината изгрева во 4 часот и 20 минути, а заоѓа во 18 часот и 19 минути. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни и правци на државата се одвива непречено. По места влажни коловози. На патниот правец Гостивар Маврово во близина на Новосело поради реконструкција на мост, сообраќајот се одвива наизменично, по една коловозна лента регулирани со семафори. Според известување добиено од инженеринг компанијата Генг за потребите за изработка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на патниот правец делница Велес Кадри Факово, како експресен пат се извршуваат активности на патот кои се поделени во две фази. Првата фаза започнува на 27.3, при што се врши геодетско снимање, се поставени 22 табли за известување за работа на пат, од кои едната е поставена на клучката кај Велес, а другата на клучката кај Кадри Факово. Патниот правец Неготино Радовиш, односно Неготино Штип преку Лакавица, поради оштетување на мост број 9 преку реката Вадар, целосно е затворен за сите видови на сообраќај, како и за пешаци. Поради тоа сообраќајот е пренасочен преку патниот правец Неготино Криволак Пепелиште, и тоа само за лесни возила. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолготрајни задржувања за влез и за излез од државата. Сега, накратко ќе ви ги прочитам и денешните најважни случувања. Значи, во Скопје ќе се одржи седница на Собраниска комисија за финансирање и буџет, седница на комисија за политички системи и односи меѓу заедниците, седница на Собраниска комисија за транспорт, врски и екологија. Исто така, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска ќе присуствува на традиционалната крводарителска акција на припадниците на МВР во рамките на одбележување на денот на македонската полиција. Министерката за култура пак Елизабета Канчевска-Милеска ќе се обрати на промоцијата на илустрирана монографија за туристичките потенцијали и културно-историските знаменитости на Република Македонија, Македонија туристички бисер. Министерката за култура исто така, Елизабета Канчевска-Милеска, ќе се обрати на пресконференцијата по повод почетокот на прикажувањето на циклусот руски филмови насловен Војна и мир во рускиот филм. МАНУ, делегацијата на ЕУ во Македонија и амбасадата на Република Хрватска организираат свечен собир по повод одбележувањето на Денот на Европа и влегувањето на Република Хрватска во Европската Унија. Представување на Конвенцијата за заштита на човекови права и основните слободи во практиката на Европскиот суд за човекови права. Тоа беа сервисните информации и најавите. А сега и да ви ги представам денешните гости од Сдруженијето за аутизам и Аспергеров синдром во мојот свет. Денеска со нас во студиото се подпредседател на Сдруженијето Весна Стојановска и Анета Петровска, директор на посебното основно училиште Иднина. Добар ден и добро дојдовте во 24 од Сесрце. Добро најдовме. Ајде вака за почеток, она што ме интересира, госпоѓо Весна, кажете ми нешто повеќе за Сдруженијето, од кога функционира ова Сдружение и на кој начин функционира? Вака сега, значи Сдруженијето е формирано почеток на 2011 година, значи веќе 2 години сме
активни, што може да се каже. Почнавме, значи, основна цел на здруженијето беше будење на јавната свест во Република Македонија за постоење на овој проблем. Аутистичниот спектар на нарушување, мислам дека до пред неколку години беше табу тема, а веќе толку голема, значи, експанзија на појава на оваа состојба да можам да кажам дека ситуацијата воопшто во светот и во Македонија е многу застрашувачка. Бројот на децата со аутизам секојдневно расте. Ние имаме доста соработка со сите институции, каде што, еве конкретно ќе кажам за Симпо, каде што се одвива тоа рано диагностицирање на децата со аутистичен спектар на нарушувања. Потоа можам да потврдам дека кај нас членството, значи кој што се состои од семејства кои што имаат деца со аутистичен спектар на нарушувања, секојдневно се зголемува, така да станува збор веќе за една фрапантна цифра која што треба да влие врз народот, врз институциите, да се превземе нешто, затоа што ситуацијата за некоја година ќе биде катастрофална. Имате ли конкретни бројки колку аутистични деца има во Македонија? Јас искрено не би сакала нешто многу да зборувам на таа тема, затоа што би било шпекулација. Национален регистар се уште нема во Република Македонија. Станува збор за некои си 2500 лица со аутизам, значи се зборува за таа цифра, и со 12.000, значи со аутистичен спектар на нарушување, тука спаѓаат аутизмот, АДХД и Аспергеровиот синдром. Али сето тоа се шпекулации. Значи конкретна потврдена бројка нема. Кај нас не постои се уште тоа. Ние имаме ветување, веќе имаше некои акции, Министерството за здравство се обидува да почне да го работи тој национален регистар, макар што тоа временски ќе трае. Така. Сигурно треба да поминат неколку години за да се даде конечната бројка. Уште еден голем проблем ќе се соочиме за да се реализира тој регистар, ќе се соочиме со еден голем проблем, затоа што мислам дека се уште не е толку подигната свеста во Македонија да семејствата кои што имаат, значи, лица со аутистичен спектар на нарушувања, тоа јавно и транспарентно го кажуваат. Значи, одговорно тврдам дека голем дел од нив се уште се кријат. Треба многу да се работи за будење на јавната свест, за да секој транспарентно си ја каже маката. Треба луѓето да се свестат дека само со транспарентно зборување може да си помогнат на сопствените блиски, дали деца или било кој што го има симптомот на аутизмот. Мислам дека правиме некои чекори напред, бавно одиме, меѓутоа мислам дека ипак полека се отвараат луѓето во Македонија. Така. Која е целта на здруженијето во мојот свет? Целта на здруженијето во мојот свет е помош и поддршка на лицата со аутистичен спектар на нарушувања. Основна цел ни е, значи, сите лица кои што го имаат овој синдром или поточно кажано нивните семејства да стигнат побрзо до информации, значи да имаат пристап до информации за рана диагностика, за терапии, третмани. Целта исто на здруженијето е помош на лицата во секоја сфера на општеството, значи и основна цел беше од самото формирање, подигање на јавната свест и да се покаже корпоративната одговорност во однос на овие синдроми. Така, колку институциите помагаат? Државните институции? Искрено, тука не можам многу да се пофалам. Може би треба време да помине, затоа што оваа тема, значи, за оваа тема почнува да се зборува последниве 2-3 години. Така да институциите покрај сите други обврски треба малце повеќе, значи, да се активираат околу аутизмот. Мене ми е драго што минатата година веќе беше објавено од страна на Труд и социјала, Министерството за труд и социјала, дека ќе се отвара дневен центар за аутизам. Нешто се случува касни тој центар, меѓутоа претпоставам дека имаат добра причина зошто касни. Требаше минатава година 2012 во септември месец веќе да биде отворен.
Ali се надевам дека за брзо ќе почне да функционира, затоа што тоа е начин да почне да се случува нешто околу аутизмот во Македонија. Значи, со отварање на еден центар, јас мислам дека ќе се даде поттик да се отворат многу центри, не само во Скопје, станува збор, значи, на територија на цела Република Македонија. Тоа ни е потребно. Така. Можам да кажам дека во нашите настани еве голема благодарност, значи, до председателскиот кабинет, до госпојата Маја Иванова, која што е наш покровител, веќе 2 години целосно, значи, не поддржува, присутна е на нашите настани. Доста можам да се пофалам дека амбасадите се корпоративно одговорни. Се надевам дека само и очекуваме да се вклучат посебно ресорните министерства, значи образование, здравство и труд и социјала. Така. Треба пак да кажам да помине малце време и мислам дека сите ќе бидеме вклучени во борбата против овој синдром. Така, што е она што има најпотребно токму на овие аутистични деца? Што им е најпотребно? Значи, за да се интегрираат во општеството тие лица. Од мали, значи од најрана возраст, пред се треба да се диагностицира правилно. И тука имаме мал проблем. Значи, мислам дека не се баш соодветни тие диагностики се уште кај нас. Потоа рано да се почне со третмани. Зборуваме за работа со дефектолози и логопеди. Тоа е основа за да детето почне малце од малце да функционира. Затоа што различни се симптомите кај децата со аутизам. Меѓутоа, најголем проблем е што 99% се јавува, значи немаат говор. Хиперактивноста допринесува да тоа дете не може да се социализира, немаат концентрација, внимание. Затоа викам, работа со стручните лица кои што ќе допринесат тоа дете, значи да се социализира во општеството пред се, да биде прифатено и утре да може самостојно да живее. Така, може ли да ми кажете која е разликата помеѓу аутистичните деца и Аспергеровиот синдром? Вака сега, јас не сум стручно лице, меѓутоа, значи овие 2 години она што го пратам и што го слушам од нашите стручни лица, можам да кажам дека разликите се големи, значи. Аутизмот као аутизам станува збор за попреченост, ментална попреченост, можам да кажам. Истите тие проблеми се јавуваат и кај Аспергеровиот синдром, меѓутоа имам слушнато дека генерално аспергеровците се генијалци. Така. Во таа група спаѓаат голем број на уметници, научници, музичари и така натаму. Али за тоа потом, пошто рековме дека следат и повеќе емисии, јас бих сакала и понатака да имаме соработка со 24 вести, каде што ќе бидат присутни, значи, стручни лица кои што ќе објаснат таа работа. Така. Сега јас би зборувала само во однос на активностите на здруженијето. Така. Анита Петровска, ќе може ли да ми кажете нешто повеќе за основното училиште, посебното основно училиште Иднина? На кој начин функционира ова училиште? Ова училиште е, значи, посебно основно училиште, како и сите основни училишта, меѓутоа посебно зошто? Затоа што се опфатени деца со посебни образовни потреби, меѓу кои и меѓу другото се децата со аутизам, значи АДХД, Аспергер, значи кои што исто така имаат интелектуална попреченост, што значи со лесни интелектуални пречки, комбинирани пречки, значи мултихендикеп и така натаму. Во нашето училиште работи стручен тим од дефектолози и стручен тим издвоено, значи сите стручњаци се дефектолози, меѓутоа стручен тим издвоено, изолирано, да кажам, логопед, социјален работник и психолог. Посебно, значи, како и за сите посебни училишта во нашата држава, не сме многу, мислам не се многу на број посебни училишта, работат со индивидуални програми кои што се изготвени со претходни програми, нели одобрени од Министерството за образование и наука, од министерот, и тие се, значи, развојни, затоа што се почитува развојот на детето и индивидуалните можности и способности. Така што на почетокот на учебната година, значи, секој дефектолог, бидејќи
води по настава по оделенија, каде што групите се помала бројка, значи до критериумите се до 8 дечиња во едно оделение, и индивидуален е пристапот. Значи, третманот на сите дечиња со посебни потреби е индивидуален, иако и фронтално се настапува, меѓутоа зависност од хомогеноста на развојот на групата на дечињата. Инаку, тука имаме наставни предмети кои што се изборни, редовни и така натаму. Разликата помеѓу редовното училиште, бидејќи инклузијата сега повлекува и вклучување на деца со попречени во развојот, и во редовните училишта, пак се надоврзам како и деца со аутизам. Разликата е тоа што пристапот овде е индивидуален. Значи, дефектологот кога работи кај нас, значи, пристапот е индивидуален. Меѓутоа, онаа содржина која што е во редовните училишта е, да кажам, исклучени се оние предмети физика, хемија, значи биологија, кои што се веќе во осмолетката, а со деветолетката, значи, кај нас имаме природни науки, општествени науки и така натаму, значи, оние поелементарни кои што можат, согласно можностите, децата да ги следат. Така, веќе кога спомнавте дефектолози, имате ли податоци како е за во нормалните основни училишта со дефектолози, бидејќи колку што имав информација, она што многу родители го бара е вработување по уште еден дефектолог, баш поради тие деца кои што имаат аутистичен или Аспергеров синдром, а сепак учат во нормално основно училиште. Само би рекла АДХД. Значи, појавата на АДХД е веќе фрапантна. Ние имаме контакти со градинките, со основните училишта, каде што дефинитивно, значи, кажуваат дека проблемот со АДХД веќе се зголемува. Од таа причина, и законот за инклузија е донесен, значи, се зборуваме за осмолетките пред многу години. Тоа значи дека во секој училиште треба да биде вклучен дефектолог. Меѓутоа, ситуацијата во Македонија не е на некој ниво во тој поглед, затоа што колку што имаме информација, често бараме да добиеме информации, ретко во било која осмолетка има дефектолог. Само на ниво на општина центар знаеме дека преку општината вработен е еден дефектолог кој што обслужува 7 до 8 осмолетки. Тоа е премалце, да, тоа е, значи, дефинитивно мора да има стручно лице во секоја осмолетка и во секоја градинка, би рекла. Вие кога спомнавте АДХД, точно, може да ми кажете кои се симптомите, карактеристиките? АДХД веќе станува збор за хиперактивност, хипервигилно, ако смеам да се надоврзам, хипервигилно внимание, значи краткотрајно задржување на вниманието. Значи, детето не може да биде задржано на едно место, значи, тоа е исто така придружено со моторен немир, значи, постојано е во движење, каде што се бара посебен третман, како што јас би се надоврзала на разговорот со Весна, значи, како аутизмот, Аспергеровиот синдром, АДХД, значи, од најмалата возраст се почнува, значи, со третман. Веднаш по диагностицирањето, значи, имаме ние тука во нашата држава стручни лица кои што сепак, и ова е пак повторно да се надоврзам нешто ново, и по констатацијата веднаш се превземаат мерки, значи мерки кои што се опфаќа детето, значи уште од најраната возраст во градинките, по училиштата, значи за да сето тоа доколку е потребно, значи стручниот тим ако веќе утврди дека станува збор за АДХД, со оние првични симптоми кои што секој би ги препознал со онаа хиперактивност, со повишок енергија во себе, значи кај детето ако станува збор за детенца, веднаш доколку е потребна и медикаментозна терапија, значи сепак стручните здравствени лица тоа веќе знаат да го третираат и се третира. Индивидуално е и не можеме да кажеме дека за секое детенце, Ке видиме и некое потемпераментно детенце, да, тоа сакам да прашам, пошто некој ќе речете и моето дете бесно игра, не може да застане на место. Како да се направи таа разлика? Како може родителот да ја направи таа разлика?
Значи, веднаш, хипервигилност, значи, во секој момент, секој е детал, да кажеме, го задржува многу кратко вниманието, затоа велам хипервигилно внимание. Многу кратко време задржување на вниманието. Значи, не посветува доволно внимание да го изобсервира, па да го изанализира или така натаму. Сепак, нели, зависи од развојот на детето, затоа што може да биде и, нели, со интелектуална попреченост, лесна, умерена интелектуална попреченост, да кажам. Меѓутоа, доколку има потреба, значи, и е констатирано, значи, од лекарите дека треба да прима медикаментозна терапија, убаво е родителот да нели соодветно да ја дава таа терапија и на време, уште во најмалата возраст, да биде прифатено, значи, во градинка, во училиште, значи, затоа што тука развојниот период е период каде што е многу битно детето да прими соодветни информации. Дали се станува збор за едноставни налози за извршување, сепак секој детенце е индивидуално. Меѓутоа, генерално за сите, колку порано се почнува со третманот, толку е подобро, значи, за осамостојување на личноста, значи, за социјализирање на личноста, значи, за вклучување во општеството, значи. Тие деца во нормалните основни училишта идат или мора да посетуваат посебно? Нели, јавноста и може би знае, значи, имаме Симпонија тука, значи, тоа е комисија каде што врши категоризација и таа комисија издава наоти мислење, значи, мнение каде што пишува дека е дијагностицирано така и така, значи, со таа и таа дијагноза, и се превземаат соодветни мерки таму, значи, самата комисија препорачува дали треба медикаментозна терапија, дали треба придружба на детето, доколку биде, нели, вклучено во воспитно-образовниот процес. Меѓутоа, инклузијата е таа која што и јас, нели, како дефектолог и како директор на институција ја поддржува, меѓутоа не по секоја цена. Зошто? Инклузијата дозволува да родителот го направи изборот за во редовно училиште. Меѓутоа, тука се соочуваме со еден, да кажем, малку посериозен проблем, каде што секој училиште нема дефектолог. Да, има дефектолози кои што се вработени, меѓутоа нивната задача не е она тич задача, асистент задача, каде што индивидуално ќе се асистира. Значи, различна е улогата на дефектологот. Различна е директно кога дефектологот е инволвиран во наставата, различна е на оние, да кажам, дефектолози кои што сега на општинско ниво ги сервисираат училиштата, затоа што еден дефектолог физички не може 8, 5 па и 11 училишта да може да го постигне верувам дека треба да им се обрне повеќе внимание на затоа што индивидуалниот пристап сепак во зависност, да не се повторувам, значи од дијагнозата, значи од способностите на детето, значи дефектологот, ако веќе детето е вклучено во инклузивниот процес, во редовното образование, затоа што повторно ќе кажам, родителот го има правото, меѓутоа мислам дека ќе треба малку подолг временски период за да созрееме сите и да таа инклузија биде на некој начин успешна. Еве, ние како училиште имаме една иницијатива што се надевам дека ќе успееме, не ние, туку и останатите посебни училишта, да прераснеме, значи, да ја прошириме дејноста, да не звучам грубо, каде што колеги кои што веќе имаат практична основа да помогнат во воспитно-образовниот процес на редовни училишта. Значи, да имаме еден ресурсен дел, каде што дел од колегите ќе бидат вклучени во редовни училишта и ќе имаат таа улога, каде што ќе помогнат и ќе излезат во пресред и на колегите во редовните училишта на оделенските и предметните наставници. Инклузија, да, меѓутоа не по секоја цена, затоа што имаме дечиња кои што можат да бидат вклучени, можат да постигнат резултати, меѓутоа имаме дечиња кои што се наоѓаат во средината, во групата на ученици кои што навистина многу подобри резултати даваат, затоа што индивидуалниот пристап е многу значаен за детето, иако има и тука и колективни
целни активности, меѓутоа во случајот на повеќе би сакала да кажам, на посебните основни училишта улогата треба да остане каква што е и родителите да го направат изборот, да не се плашат, затоа што ние како стручни лица, Сдруженијето и родителите го сакаме најдоброто за детето. Значи, ние сме тука за детето, родителот сака да постигне резултат. Меѓутоа, тука е малку почувствителна темата, затоа што сепак улогата на родителот е родител и малку повеќе болно да не кажам, може би не е соодветен зборот, па тоа е психолошка состојба каде што се чувствува вина од страна на родителот, каде што бара начин, очекувањата се тука високи. Мојот совет од страна на како стручно лице повеќе би сакала, значи родителот да прифати состојбата, значи да се обиде, да направи обиди, иако сепак треба многу време, затоа што во интерес на детето е да се извади максимумот во текот на развојот. Дали е аутизам, дали е со интелектуална попреченост умерена, значи умерени пречки, дали е тешка, дали е Аспергер, било која диагноза. Значи, кога веќе ќе прифатиме диагнозата и ќе стапиме во акција, значи со третман, со едукација, значи тука веќе има многу повеќе можности детето да се извлече максимумот. Само помошта кај децата со аутизам конкретно, значи бидејќи се затворени во тој фазматичен нивни свет, им треба многу, да кажам, стимулација, насока и така да во посебните училишта, центрите кои што има сега најава за центарот за отварање, значи имаат цел, која што цел е навистина дава резултат. Работата е макотрпна, меѓутоа секогаш има резултат. Секогаш се дава резултат. Очекувањата, како нашите, така и на родителите се големи, меѓутоа формула на некој успех е само трпението и безрезервната инвестиција во третманот на овие лица. Така, тука ќе направиме една кратка пауза, следува рекламен блок. Со еден клик до сите информации. Следете не на Facebook и Twitter. 24 вести, информација сега. Се враќаме назад во студиото. Вие сте со 24 од Сестрце, а денешни наши гости се подпредседател на Сдруженијето во мојот свет Весна Стојановска и директорка на посебното основно училиште Иднина Анета Петровска. Значи, да се навратиме на претходниот разговор. Кажете ми, Весна, како обстојува Сдруженијето во мојот свет? Како обстојува? Тоа е она најспецифично прашање, значи, кој што многу не погаѓа, затоа што за овие 2 години генерално се само одржуваме. Тоа значи дека членовите на управниот одбор, не има 5 души, го финансираа Сдруженијето и благодарение на бизнис заедницата успеавме да обстоиме овие 2 години, затоа што без оглед што се трудиме преку институциите, значи бидејќи пак остваруваме општествена дејност, уствари. Треба да добиеме простор, ние простор немаме. Просторот, нашиот деловен простор, значи го плаќаме сами. Не знам колку е тоа во ред, значи граѓанскиот сектор треба да биде ипак помогнат од институциите и од самата држава. Само можам да кажам едно големо благодарам, значи на бизнис заедницата кои што минативе 2 години се со нас. Едно големо благодарам и до вашата медиумска куќа за тоа што сте поддржувачи од почетокот на постоењето на Сдруженијето, тоа беше првата панел дискусија на медицински факултет некаде март 2011 кога 24 вести беше со нас. Благодарност и до Телекабел, сте заедно. Можам да кажам дека имаме реализирано доста симпозиуми, семинари, благодарение на клиничката болница Аџи-Бадем Систина, која што безрезервно, значи, е наш поддржувач.
Многу често добиваме донации, конкретно еве сега од ДИЕМ имаме голема донација Здравје Радово. Таа донација доста им помага на семејствата, затоа што па ние понатака донираме и ги помагаме нашите членови. Често пати по институциите се донира, значи, сето тоа што го добиваме уствари и го даваме. Пак ќе речам, значи, за да обстои издружението и да продолжи понатака, мораме да имаме поддршка од институциите, затоа што никој не може, значи, да обстои со донации. Трошоците се премногу големи, активностите наши се многу големи, посебно, значи, секој април, кога имаме кампања за аутизам, почнувајќи од 2 април, кога се одбележува Светскиот ден на аутизмот, па до крај на месец април имаме активности кои што ипак финансиски треба да бидат подкрепени, затоа што без пари пак ништо не може да се реализира. Еве, конкретно оваа година, едно големо благодарам до Сити Мол и до генералниот менаџер, кои што ни овозможија настан за кој што значи добивме информација од цел регион. Имаше јавување од Бугарија, од Србија, од Хрватска, дека Македонија, тоа е Сдруженијето во мојот свет, направи настан кој што може да се каже дека беше најдобро организиран за да се одбележи 2 април Светскиот ден на аутизмот. Тоа е што се однесува до значи до обстојувањето. Јас еве ќе искористам оваа прилика да апелирам, значи, до сите оние кои што сакаат да помогнат, значи, на оваа тема, нека се обратат до нас, дали со донации, кои што донации одат право во рацете на семејствата на корисниците, или со било каква поддршка, не мора да станува збор финансиска, значи дали може производи да се добијат, сето тоа значи, затоа што во нашето здружение веќе имаме од големо членство, 172 семејства, 17 семејства се социјални случаеви. Генерално се случува, значи, она што имаме ние информации, кога се во семејството, значи има дете со аутистичен спектар на нарушување, едниот родител веќе се повлекува од работа. Да се посвети на детето. Да се посвети на детето, така да со финансиите на само еден родител тие семејства не може да издржат, бидејќи аутизмот, можам да кажам дека е многу скапа работа. Посебно користење на безглутенска, безказинска исхрана, што често е потребна кај децата кои што имаат ваков проблем, е многу скапо. Користењето на суплементите. Суплементи во Македонија не може да набават, значи тие ги набавуваат надвор. И тоа многу пари одзема, така да може би е добро да може да направи иницијатива државата, барем преку фондот, дел од тие работи да се покријат кај овие деца. Така. Само да напоменам дека отворени се телефонските линии 02 60 91 924 и 02 60 91 925. Доколку имате некое прашање, слободно можете да не контактирате. Директорке, кажете ми како ги третирате вие овие деца во вашето училиште? Вака, значи, прво ќе почнам и за јавноста. Нели, голем дел се запознаеви. Кај нас доаѓаат децата кога се упишуваат со наоти мислење, веќе напишана дијагноза, значи е констатирано. Ние со нашето искуство, нели, со нашето теоретско знаење, практично знаење, всушност знаеме дали станува збор за, нели, за аутизам или било која дијагноза. Меѓутоа, пристапот, како што напоменав, е индивидуален. Целта е, значи, колку што можеме да извадиме од максимум од детето, со тоа што да се стимулира целокупниот развој. Значи, тука е емоционалниот развој, значи, тука е она фантазматично, да кажам, фантазматичен свет да се малку разбие, да се посвети, значи, на да се сврти колку што може кон себе си, односно кон самата помош, да се стекне навика на самопомош. Истовремено да се стимулира говорот, затоа што и моториката. Ние сега, значи, имаме една не новина, практично тоа со години се работи, меѓутоа имаме некој мал подобрување во однос на просторни услови. И тука веќе психомоторниот дел
за стимулацијата, значи преку психомоторни вежби, освен наставната програма и сето тоа е значи испланирано од страна на дефектолозите кои што дадат во часовите по физичко воспитание и образование тие моторни активности, стимулативни сензорни, да кажам, акции од страна на дефектолозите, нели, за да може да се уфати целокупниот развој. Пристапот е мултидисциплинарен. Значи, освен тоа што се работи со детето на целокупниот развој, преку целните активности и наставните содржини, значи сето тоа е едно скоцкано, еден добар пакет кој што е добар третман за детето. Меѓутоа, тука не ја заобиколуваме работата со родителите, затоа што исто така многу битна. Оно што се работи кај нас, се даваат насоки на родителите, да се продолжи и дома, нели, покрај во конкретниот случај со аутизам, Аспергер и така натаму, кои што подлежат, нели, со храната, со диетите кои што треба да ги спроведуваат, значи и со оној дел кај што треба еден малку поинаков режим. Има голем број на методи кои што се вклучени во воспитно-образовниот систем, тука и Белградската интегративна метода, бихевиоралната, тич методата и така натаму, кај што се имплементирани, се прави сума сумарум, значи тоа зависи од стручното лице, кој што најдобро во моментот, нели, по оној период од до 3 месеци на обсервацијата, значи на почетокот, веќе знае како понатаму. Изборот е, значи, на стручното лице. Сепак времето е прашање, значи се зависи индивидуално. Меѓутоа е навистина една, да не кажам, макутрпна работа, затоа што бара многу енергија, каде што буквално треба да се вложиме и ние, меѓутоа и родителите. Значи и сите оние од страна кои што се инволвирани, значи братчиња, сестричиња, баби, дедовци и така натаму, со тоа што нашите насоки, нашите советувања, нашите разговори, мислам дека одат и во прилог и на родителите, и соработката во периодот, да кажем, од како постои училиштето, секогаш постоела, постои, ќе постои понатаму, и тоа што ние го нудиме, значи родителите сами ги забележуваат промените. Меѓутоа, кога ќе дојде до промената, а ние не можеме, нели, да дадеме прогнозата која ќе биде и како ќе биде. Нашата работа е, значи, директна акција, значи, за во однос на самото детенце. Така, колку ученици има во Иднина? 170 ученици имаме во Иднина. Ме прашавте, јас ќе надополнам, значи, се работи во паралелки, имаме 8-летка, имаме и 9-летка. Така. Каде што во рамките на училиштето, значи, имаме и македонски и албански, нашето училиште е мултиетничко. Така. Значи имаме паралелки на македонски јазик и на албански јазик. Меѓутоа имаме и во 8 редовни училишта 11 паралелки. И во рамките на самото училиште користиме од самото редовно училиште, значи користиме простор и деца од регионот на самото училиште, значи од овие 8 училишта каде што веќе ги имаме паралелките. Тоа е во општина Газибаба, општина Илинде, значи Петровец и тоа значи на неколку места е, да, претпоставувам државно училиштето, така? Училиштето е државно по директни ингеренции на Министерството за образование и освен нашето училиште кој што се наоѓа од едната страна на Вардар, од другата страна е посебното основно училиште Доктор Златен Сремец. Ние имаме безпрекорна соработка, исто така и со Сдруженијето и со родителите, значи на Сдруженијето чии што ученици се кај нас или во другото посебно училиште. Во Скопје се, значи, 2 училишта од овој тип, имаме и средно насочено училиште и така да... Значи има децата можност понатаму и да продолжат. Предноста е што исто во нашето училиште имаме и работилници. Се изработуваат ракотворби од дрва, од текстил и така натаму, кај што колегите навистина максимално ги ангажираат, затоа што со ангажирањето навистина тука со насочувањето на вниманието и моторната активност веќе се добива и производ каде што организираме и базари, продаваме ракотворби по повод
нашиот ден, патронатот, денот на пролета, по повод 3 декември, 2 април и така натаму. Отворено училиште, значи за соработка со сите институции, така да тоа е во моментот. Добро, Весна, кажете ми, кои се проектите, оние најглавните проекти на Сдруженијето во мојот свет, на кои што работите и на кои што во иднина ве планирате да работите? Треба да се реализираат. Што се однесува на тоа што е сработено, веќе е познато. Так. Значи, нашите настани генерално се препратени со медиуми, така да сето тоа што беше во однос на будење на јавната свест беше направено, ќе продолжи да се прави. Меѓутоа, конкретно сега Сдруженијето, значи, влегува во една друга насока. Ние склучивме договор со ЦСПР центар од Белград. Тоа е Центар за едукација и рехабилитација, преку кој што во Република Македонија за прв пат ќе почнеме со обуки за сензорна интеграција. Значи, се надеваме дека за една година до година и пол веќе ќе имаме лиценцирани стручни лица кои што сериозно, значи веќе ќе си ја знаат работата за работа со деца со аутистичен спектар на нарушувања и воопшто попреченоста, не така што знам. Значи, прв пат обуките би требало веќе за недела дена да бидат објавени, меѓутоа ќе почнат да се реализираат некаде од септември. Предавач на тие обуки ќе биде госпоѓата Кристијана Кул, која што е претседател на Сдружение за сензорна интеграција од Минхен и е единствен лиценциран, значи, терапевт за сензорна интеграција во Европа воопшто и обучувач. Така да тоа е еден проект кој што стварно многу ќе значи за Република Македонија. Веќе зборувавме и со ресорните министерства, тоест јас имав контакт со Министерство за образование и сметам дека според разговорот што беше воден таму, дека ќе имаме голема поддршка, без оглед што ова не е формална, значи, едукација, формално образование, обуките се нешто што може секој приватно да се ги и слуша, меѓутоа доколку влезе и државата во целата игра, мислам дека ќе има многу големо значење за работата со комплетно со децата со попреченост, да не зборуваме сега за аутизмот, затоа што со сензорната интеграција ќе бидат опфатени педиатри, физиотерапевти, лекари, дефектолози, логопеди, повеќе бранши. Еве, веќе имаме во најава, значи, некаде во јули месец треба да реализираме еден проект. Станува збор за проект наречен волонтеризмот во служба на аутизмот. Тоест, значи, волонтери измеѓу 20 и 30 годишна возраст од Полска, Хрватска, Бугарија и Македонија ќе бидат 7 дена во организација на Сдруженијето, значи ќе бидат во Струга, каде што ќе се разменат искуствата, значи, од сите 4 земји во однос на аутизмот, како се третира таму и како е тука. Ипак ќе бидат тоа деца кои што веќе завршиле дефектологија, така ги избираме. Значи, тоа треба да се реализира од 7 до 14 јули и мислам исто ќе има големо влијание врз тоа да се потенцира што значи, како се третира аутизмот во Македонија и колку е вклученоста на младите луѓе, значи, во третирање на овие состојби. Вклучена ли е? Многу, да. Можам да кажам едно големо благодарам на волонтерите кои што се постојано присутни кај нас од почетокот до ден денес, значи, на сите настани, најголеми помагатели на се волонтерите. Значи, цела работа оние терат. Така. Можам да кажам дека стварно се одговорни децата, без оглед дали станува во нашето здружение. Значи, покрај семејствата имаме многу стручни лица, дефектолози, логопеди, психолозите веќе се вклучуваат на велико. Така да, дефинитивно, младите се вклучени во се. Така. Она што сакам да ве прашам, што е многу важно, како да ги потикнеме институциите пред се и како да ги потикнеме оние родители кои што ги кријат своите деца дека патат од некое вакво, да не кажам заболување. Јас мислам дека времето ќе си покаже, значи, она што се случуваше пред 2 години и она што сега се случува е голема разлика. Мислам дека, втори конкретно ќе нагласам,
за разлика од минатата година, втори, кога на плоштад правевме, значи одбележување на Интернационалниот ден на аутизам, ако лани имаше 10 деца, оваа година имаше 70. Во Сити Мол, што е ипак една голема разлика. Значи, одиме напред, полека, бавно. Не можеш да ги натераш луѓето да се отворат, затоа што во Македонија се уште можам да кажам дека јавноста, популацијата не го прифаќа овој синдром, не го разбира како што треба. Често пати се користат некои термини кои што не доликуваат на ништо, а не на аутизмот. Повторно ќе потенцирам, Анета може тука да подобро да каже, значи без оглед, јас не сум стручно лице, меѓутоа за овие 2 години, гледајќи дечиња кои што се членови на нашето здружение, кои што се третираат со дефектолози, со логопеди, ќе користат сите тие терапии, значи почнувајќи од арт, аба, музикотерапии, тич, пекс, што све нема. Значи, сите тие кои што се третираат на било каков начин веќе си покажуваат резултат. Так. Да не ви кажувам колку пати често гледам појава на деца кои што немале никаков говор. Значи, со константна работа кај логопед, говорот се појавува. Так. Тоа не е безизлезна ситуација, само што треба многу време и голема упорност. И трпение. Трпение, точно. Секако. Кажете ми, на кој начин е најдобар до сега? Кој се покажал како најдобар во третирањето на Аспергеров синдром, аутизам, АДХД? Видете, значи, повторно ќе кажам, имаме методи на работа. Значи, има сега и некои новини, американците навистина тоа добро го знаат. Да, бидејќи кај нив стапката доста голема. Така. Индивидуално е, значи, индивидуалниот пристап. Значи, формула за да се добие, да биде многу едноставна, значи, за јавноста, за да го извлечеме оној максимум од детето, за да се дојде до некакви постигнувања, без разлика дали станува збор, значи, за аутизам, треба многу акција, што значи многу вложување, неизмерно трпение и работите сами ќе дојдат. Мислам дека и јавноста генерално полека, како што рече Весна, и родителите, значи, пројавуваат интерес. Ние не можеме да го смениме и да го наметнеме тоа. Меѓутоа, потребата, кога сами ќе увидат дека нешто треба да се смени, да се направи, да се отвориме, да кажем, кон луѓето кои што ја знаат оваа работа, сами се јавуваат. Мислам дека оди полека, меѓутоа оди сигурно. И штом веќе има некаков интерес и штом се пројави, значи тоа се првите чекори кои што можат, нели, и се услов, да не кажам, да се дојде до резултат. Колку ќе биде, каков ќе биде, се зависи од детето. Нема исто дете, нема исти човек. Дефинициите се едно, меѓутоа, значи, секое праксата е сосема друго. Во генетиката има математика, меѓутоа првото правило е нема правило. Ме разбирате? За да можеме да го скратиме времето, да не бидем груба, меѓутоа, да кажем, на тежината што ја носиме, на она што јас би кажала, значи, маката што ја имаат. Подобро со време. Колку порано почне да се третира, значи, од 3 годишна возраст, детето, со логопедски третман, со, значи, целни активности, со вклучување на сензомоторната интеграција. Ние ја спомнуваме, пошто во моментот е актуелно. Ние сме запознаени, значи, сме имале предавање и така натаму го спроведуваме. Меѓутоа, еве имаме можност во државата да дојде, значи, еден навистина со многу богато искуство сензомоторен интегратор, значи, односно терапевт, кој што може тоа да го пренесе. Имавме, ние ја посетивме презентацијата. Значи, тоа се, значи, пристапи кои што навистина со несебично вложување од страна на нас, стручни лица, од страна на родителот, резултат ќе има. Не можеме, ние не сме волшебници преку ноќ, меѓутоа резултати има.
да ги тргнеме очекувањата, туку треба да се движиме по патот каде што навистина треба да се вложуваме. Несебично, безрезервно, со многу труд и премногу трпение. Така. Резултати кога тогаш ќе се покажат. Меѓутоа, третманот, повторно ќе кажам, целокупниот третман од емоционален развој, кинење на оние спреги што веќе постојат предрасуди и кај детето, значи кај родителот, меѓутоа пред се кај детето, стимулација на целокупниот емоционален развој, стимулација на говорот, на моторниот развој, затоа што тоа е една целина. Мозокот кога се развива, значи и централниот нервен систем, тој се развива до 21 година, миелинизација и така натаму, и сега да не се распринувам. Меѓутоа, значи сето тоа добро спакувано, сервирано, навремено, значи од најмалата возраст, навистина е само еден голем плюс за детето и за родителот. Да бидам наједноставна, за да можеме да се да ме разбере јавноста. Јас би сакала, бидејќи времето веќе ни стекува, би сакала да ви се заблагодарам за вашето учество во ми беше чест вие што бевте први гости во 24 од Сестрце. Се надевам дека ќе се видиме во следна прилика за некој месец, бидејќи тоа е целта на емисијата, да ја подигнеме свеста кај институциите, кај сите оние хумани луѓе, општо кај луѓето кои што сакаат да дадат некој придонес токму кај овие ранливи групи на луѓе. Јас само ќе напоменам дека утре од 9 до 10 часот повторно ќе се дружиме, повторно ќе имате прилика да не гледате. Гости ќе ни бидат представници од Сдруженијето за борба против рак Борка. Уште еднаш да ви се заблагодарам и се гледаме утре во истото време. До гледање.